Помина, речиси, 20 години откако првпат ја посетив Охридско-Струшката регија, каде што ме пречекаа мештаните и ме прошетаа низ непрегледните планински долински предели, ги видо добрините кои ги создала природата, сончевите зраци кои силно блескотеа над хоризонтот, прекрашувајќи се во Охридското езерско водно огледало, ослекувајќи го многовековното битисување на она што е знаено и незнаено во оваа регија. Помина речиси 2 години од нашата средба со Илјо Пренцовски на Спасовден во славно дебрското село Годивје и речиси 1 година во манастирот Свети Илија во Долно Димковското село Јабланица и неполна 1 година кога повторно се сретавме во Струга на автобуската Струшка станица, чекајќи така да речам да ме соберат за Долно Димковското село Вишни и за ова село да направам репортажа, кога во неврзан разговор повторно ме покани да направам репортажа и за неговото родно село, селото Мислешево, кога на сам ден на прочка ова 2023 господово лето во утринските сати ми зазвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат го слушнав и препознав гласот на Илјо Пренцовски, кој ми велеше: "Почитувани господине Зоране, не знам дали се сеќавате на мене. Јас сум Илјо Пренцовски од селото Мислешево, кога по трет пат се сретнавме во Струга на автобуската станица, чекајќи да те соберат и да те однесат во Димковското село Вишни", ми рече. "Се сеќавам, мошне добро се сеќавам, како не се сеќавам", му одговорив. Од името на местната заедница и од црковниот одбор на црквата Свети Јован Крстител ве покануваме да ни дојдете на гости, поточно речено на осветувањето на камен темелникот на изградбата на двете припрати на црквата Свети Јован Крстител, која ќе се изврши на 20 мај ова 2023 господово лето. Сето село ќе биде збрано онака како што ти знаеш и умееш тоа да го насликаш. Ве очекуваме да ни го потврдите вашето доаѓање, ми рече. Не пооди долго време, поточно речено неколку дена пред празникот Руса среда, ова 2023 господово лето, го зедов телефонот, го пронајдов телефонскиот број од Илјо Прентовски, зазвонив. Не пооде долго време, воспоставив телефонска врска со бројот кој бирав. "Кажи им на твоите соселани дека на 20 мај оба 2023 господово лето ќе дојдам во Мислешево", му порачав. Ќе им кажам, те чекаме, одамна сите ние те чекаме, сите знаат. Голем мерак ми направи Зоране, мощно голем мерак, ќе им кажам уште сега, со радост ми одговори. "Аха, да. Ќе направиме се ќе направиме. Како ќе кажеш, нема проблем, јас да. Ама заедно ќе видим. Да, заедно ќе стигнеме да стане. Така, да. Договорено. Да, договорено. Секако. Точно. Во ред. На пат за Мислешево тргнав од Шковската автобуска станица со првиот автобус кој според возниот ред секое утро поаѓаше во 5 часот и 30 минути и поречиси неполни 2 часа и 30 минути, поминувајќи по автопаската делница Скопје, Тетово, Гостивар, Стража, Кичево, Дебрца, на самиот влез во селото Мислешево, го замоли возачот малку да застане, да завлече. Шоферот кој го возеше реизот ме послуша, завлече, застана, слегов. Реизот замина за Струга. По краткиот престој на местото каде што ме остави реизот, тргнав пешки по асфалтираното кривулесто Мислешевско џаде, кое ме донесе до сред селото, каде што во црковниот двор на црквата Свети Јован Крстител ме пречека Илјо Прентовски заедно со неговите соселани, кои ги привршуваа подготовките за осветувањето на двете припрати на црквата Свети Јован Крстител.
Ајде да оставиме една пара за да ни поможи за многогодини да ни е денот Господ Кувет и Вајна. Зоране, ете сите ние, сето село, тебе, а посебно на нашиот пријател Драгослав Миновски, ви стоиме на располагање за се што ви треба и ни велеа. Живи здрави да се видиме и до година. Амин. И нас ни е мило што ќе снимаме емисијава, што ставиме белег за нашево село и да оставиме за младите генерации како Мишлешов постоело, да ви откриете во вашите тајни како професор што постојат во историјата за Мишлешево и да се заблагодариме све што треба се најубаво. Благодарам за убавите зборови. Јас да ви кажам искрено во Мишлешево има додено многу пати, меѓутоа ова манастирче не сум го знаел и многу ми е мило и драго што запознав дека имало еден ваков прекрасен православен христијански објект овде. Ова го имаме 2015 година светено. Иначе го почнаме 2010 година со помош на нашите иселеници, на нашето село Мишлешево, со нашите мештани и со сите добронамерни дарители и добронамерни пријатели на село Мишлешево и пошироко и на нашата православна христијанска вера. Браво, браво. Значи јас ви честитам во секој случај значи за вашиот потфа што се го направили ова, што се направили едно убаво катче христијанско, за да може твердиците да доаѓаат, да запалат свеќа со здравје, да се помолат на Господа и се за убаво. Иначе да ви ги представам мојата помлада генерација, поверете, овај ми е заменикот Александар, овај ни е членот помлад во црковниот одбор и сега што едеше покојниот Тито свет оставим Сигурно, сигурно. од младина добра и да градиме и во иднина и секаде. Така, се што се направило, значи се пренесува од генерација на генерација. Културно наследство представува наследство на физички материјални артефакти, предмети направени од човечка рака, односно разни добра кои се наследени од претходните генерации или кои настануваат во сегашноста, а при тоа имаат специфична вредност за луѓето, и нематеријални атрибути на некоја група или општество, кои представуваат оставштина од претходните генерации и поради тоа се чуваат во денешницата за да бидат зачувани во наследство за добробит на идните генерации. Значи, културно наследство се материјални и нематеријални добра, кои што, како израз или сведоштво на човечкото творештво во минатото и сегашноста, или како заеднички дела на човекот и природата, поради своите археолошки, етнолошки, историски, уметнички, архитектонски, урбанистички, амбиентални, технички, социолошки и други научни или културни вредности, својства, содржини или функции имаат културно и историско значење. Преку културното наследство се изразува и представува историскиот процес на формирање и живот на еден народ, бидејќи тоа е видлива и опиплива синтеза на елементите што го карактеризираат. Културното наследство влијае на идентитетот на одредена нација, на одредена населба, на одреден регион или држава. Она културно наследство, кое има посебна вредност за целокупното човештво, подлежи на режимот на строга заштита, односно станува објект на светско наследство. Физичкото, опипливото или материјалното наследство вклучува градежни и историски локалитети, споменици, артефакти и друго, кои имаат вредност да се зачувуваат за воиднина. Тука спаѓаат разни предмети значајни за археологија, архитектура, наука или технологија за специфичната култура уметност. По широка смисла на културното наследство, од нематеријалната сфера влегуваат и општествените вредности, како што се традицијата, обичаите, фолклорот, писмото, јазикот, естетското и духовното верување. Во делот на културно, односно духовно наследство, спаѓаат фолклорни добра, јазикот и топонимите. Фолклорни добра се обичаи, обреди, преданија, умотворби, носии, везови, народни песни, приказни, легенди, пословици, гатанки, танци, игри, стари
и ретки занаети, традиционални вештини и други изрази од нематеријалното народно творештво. Почитувани мои, пред да го проследите видеозаписот на осветувањето на камен темелникот на новите припрати на црквата Свети Јован Крстител, предлагам да ве запознам со моите историографски сознанија за соборната црква Свети Јован Крстител во селото Мислешево, копајќи низ историографските пишени документи ширум македонскиве простори. Црквата Свети Јован Крстител се наоѓа во средината на селото. Таа е соборна црква. Оваа црква е многу стара црква. Според црковно-историографските записи, незината првична градба представува ранохристијанска базилика. Се претпоставува дека незината градба датира од крајот на 9 век со самото доаѓање на Свети Климент Охридски на овие простори, за да првичниот средновековен изглед го добива за време на царот Душан во првата половина на 14 век. Изградена е на култно место каде што се наоѓала помала градба. За тоа говорат двата фрагменти кои потекнуваат од првата половина на 14 век и престолните икони на иконостасот кои се исто така од 14 век. Патрон и празник на црквата е Свети Јован Посен, меѓу православната екумена попознат како оплакувањето на главата на Свети Јован Крстител. Во црковната книга Дарители на првата страница од книгата е запишано: волни помошти на црквата одсекување на главата на Свети Јован Крстител, што докажува дека црквата била посветена на овој чин од животот на Свети Јован Крстител. Црквата Свети Јован Крстител е реобновена во 1898 година, а вообновена во 1903 година, чиј ктитор е Ристе од родот на Премтовци, а осветена е во 1905 година на сам ден на празникот Руса Среда, а за тоа говори надписот на западниот зид. Приложенија Господова негова Петруша и братимија Панде Наумовога и синови Коцарета из Охрида со подрогома и чада рада иже заблагодарају за здравје и за вечниога спомена на помошнега Амин, упомонега Наума и Стефана, Бог да ги прости, из Роки, Сарафима, исто из Охрида 1898 27 августа. Градбата на црквата е од типот на базилики, наречени псевдобазилики, кои се карактеристични за преродбениот период во Македонија со полукружна апсида на јужната страна. Основата на градежниот материјал за незината градба е од претежно камен и обработени мермерни камени блокови на врзивните зидови и печена опека меѓусебно поврзана со варов малтер и метални затеги до кровната конструкција. Кровната конструкција е изработена од брестово дрво на две води обложен со керамиди. На западната страна од црквата доградена е камбанаријата во грко-патријашиски стил, од каде се влегува во нартексот. Над вратата постои длабена полукружна ниша со насликана до појасна представа на Свети Јован Крстител. Наосот на црквата е едноброден со галерија. Заради просторноста на црквата, иконографската програма распоредена е на класичен начин со дотатоци на композиции што се типични за периодот од 19 век. Над зидните површини насликани се и на север и на југ старозаветните пророци, централниот и страничните травеи обоени се со светлосна боја, како имитација на небо, и на површината кај централниот травеј насликани се златни звезди. Во центарот на средишниот травеј аплицирано е платно со представата на Исус Христос Содржител. На исток
е обликуван олтарниот простор со централна апсида која е полукружна од натрешната, а с една страна од надворешната страна. Од двете страни на апсидата изведени се две полукружни ниши со полукружни основи. Покрај северниот и јужниот зид во наосот поставени се дрвени седишта за верниците, но и во меѓупросторот на колонадите на север и југ. Помеѓу колонадата на југ поставен е владичкиот престол, изработен од багремово дрво и насликан со цветни мотиви, а во внатрешноста поставена икона на Исус Христос на престол. Помеѓу колонадата на север поставен е амвонот кој е насликан со цветни мотиви. Во северниот зид од наосот на поголем дел од зидната површина насликана е композицијата Исус Христос праведен судија, а во продолжение кон исток насликани се композиции од животот на Исус Христос во втората и третата зона. Од јужната страна на наосот во првата зона и втората зона од исток кон запад представени се свети воини и други светители и маченици во цел раст. На западниот зид во горната зона насликана е композицијата Тајната вечера. Кон источната страна поставен е дрвениот висок иконостас, кој го одвојува просторот на наосот од олтарниот простор и е украсен со икони. Во долната зона на иконостасот централно поставени се царските двери со представата на благовештение, а лево и десно распоредени се по 4 китабиња. Во првата зона и зоната каде се поставени престолните икони се наоѓа врата што води кон протезисот, а на вратата што води кон джаконикот насликан е Свети Спиридон. Престолните икони кои се во втората зона се со голема димензија и наредени се од север кон југ по следниот редослед: Света Недела, Свети Три Херархии, Свети Никола, Богородица со Исус Христос, Исус Христос Содржател, Свети Јован Претеча и други светители. Кон југ и кон север долж ширината на иконостасот поставени се 12 апостолски икони. Централно на врбот на иконостасот поставен е така наречен голем крст или змијски крст на постоје од 2 ламини и 2 помали пропратни икони. Во олтарниот простор во апсидата насликана е Богородица орната и Исус Христос Емануил поставен во кружна мандрола на градите на Богородица. Во долната зона представена е композицијата Поклонувањето на светите архиереи, а во продолжение на север и на југ, на источниот зид представени се светите џакони, Стефан, Роман, Мелот и Кирил и други светители. Во олтарниот простор представени се светите без сребреници, Кузман и Дамјан, Свети Амнос, Свети Пантелемон и композиции во горните зони од животот на Богородица и Света Новозаветна Троица. Немојте да мислите дека сум дошол да го нарушам законот или пророците. Во галеријата всликани се северните и јужните зидни површини. Насликани се представи композиции претежно од Новиот Завет, Стариот Завет, празниците и страдањата Христови, светите воини и маченици. На источниот зид на фреско живописот е запишано: живописот е дел од назографите Теодосије и неговиот син Борис Коловски, а долниот дел од фреските се обновени од доброволните прилози на селаните од селото Мислешево во време на црковниот одбор, председател свештеник Слободан Шуменковски, членови Јован Прентовски, Разме Дамјановски, Васе Муртиновски, Устинијан Шулецки и Мојсие Мартиновски. Утринските сончеви зраци милувајќи ја селската црква Свети Јован Крстител во селото Мислешево
ја навестуваа празничната атмосфера, каде што како од селото, така и од неговите соседни села, како бисер гердан се заради народ во правец на соборната црква. Црковниот двор набрзо се наполни со народ, каде што соборскиот народ го пречека парохискиот свештеник заедно со дел од свештениците на Штручкото црковно наместништво. Почитувани мои, предлагам утринското богослужение со кое началствуваше парохискиот свештеник заедно со дел од свештениците на Штручкото црковно наместништво, кое се одржа во соборниот храм Свети Јован Крстител во чест на осветувањето на камен темелникот на двете нови припрати, да го проследите во продолжение на оваа репортажа. Благословен наш народ, да го спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Високо преосвещенейшиот митрополит наш Тимотеј, си од свештенички, свештенодјаконски и монашки чини си открит црковен, да го спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Киторите, дарителите, посетителите, пеачите, помагачите и служителите при овој свет храм, да ги спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Сите вас и сите благочестиви православни христијани, да ве спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата.
iskušenje, no izbavi me od lukavio. Сега и секогаш и во вечни векови. Премудрост, прости. Господи, явися нам, благословен градиво имя Господне. Бог Господи, явися нам, благословен градиво имя Господне. Бог Господи, явися нам, благословен градиво имя Господне. Сега ние грешни и понижени, да побързаме пред Богородица и да паднеме пред нея во покаяние
извикувајќи од длабочината на душата. Владичице милостиво помогни ни, побрзај, загинуваме од многобројните прегрешенија. Не одвраќај ги Твоите раби празни, зашто Тебе те имаме единствена надеж. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За овој свет храм и за оние што влегуваат во него со вера, набожност и страх Божи, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За високо преосветениот митрополит наш Тимотеј, за светово Христа братство наше, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За благочестивиот и христолюбив народ наш, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да се освети оваа вода со силата, действото и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Да слезе на оваа вода очистителното действо на предвечната Троица, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Да биде оваа вода лековите за душите и телата и за исполнување на секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Да и се испрати благодат за избавување и благословување Јорданово, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За сите на кои им треба од Бога помош и заштита, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господ Бог да не покаже синови наследници на своето царство, со пиењето и поросувањето од оваа вода, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Темелува овој црковен трем во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Е, најде? Се темелува овој црковен трем во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Хвала Те, Имаш. Се темелува овој темел како световиот храм во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Денеска имам чест како градоначалник на општина Струга да присуствувам на камен темелник на проширување на црквата тука во централната во Мислешево. Сум многу благодарен на организаторите што ме поканија и да бидам и ја дел од овај камен темелник. Честитки за сите и со лес да биде градбата во целост. Нека за многу години. За многу години. Историјата на македонската сага е долга колку и името Македонија. Можеби македонците формално не биле образовани низ вековите наназад, процентуално, меѓутоа во нив постојано постоел македонскиот код, кој што се пренесувал од колено на колено и практично преку него сме се осознавале за нашиот собствен идентитет. Устните творештва, устните преданија и сите народни умотворби се големо богатство за македонскиот народ. Сите овие
народни, да речеме, устни преданија, сите овие творештва и така натаму представувале исклучителни елементи кои што сериозно се спротивставувале на изучувањето кое е било прокламирано врз пропагандата образование. Македонците наназад со векови низ својата историја биле етнички угнетувани. Меѓутоа, традицијата е таа која што не одржувала во живот и преку која ние сме се осознавале. Традицијата нудела елементи кои што буделе, практично ја буделе нашата македонска национална свест и нашата македонска национална мисла. Нашата традиција, нашите обичаи, нашите навики имаат длабока историја, тие се одамна родени. Сите овие нови адети, обичаи, навики и традиции кои што се воспоставени подоцна, никогаш не можат да ги заменат нашите стари навики, нашата стара традиција. Значи, старите слави, прослави и така натаму. Новите традиции, навики и обичаи не можат така да ни го загреат срцето и да ни го исполнат со радост, онака како што можат старите македонски традиции. Сепак да не бидеме погрешно разбрани. Светот обстојува врз основа на оспособување и имплементирање на новитети. Ние мораме да ги почитуваме тие новитети. Меѓутоа, реков, не смееме никогаш да дозволиме да се заборават нашите стари и проверени и докажани традиции, адети, обичаи и така натаму. Бидејќи тие обичаи, таа традиција се огледало на нашето славно историско минато. Таа традиција и тие обичаи се мост меѓу младите генерации и нивните предци. Тие традиции, културата, обичаите, творештвото, јазикот, фолклорните обичаи се најверодостојни нешта кои што се пренесувале од генерации на генерации низ вековите наназад. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ниње и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Отче благослови. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го јадењето и пиењето на Твоите раби и умножи го во овој храм, во нашиот град и во целата наша татковина, зашто си свет сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Добре дојдовте, нека е честити и Бога благословено. На година. Твоето име? Презиме? Од ово село си? Кој деление си? Јована Кајмаковска, 7 деление. Това Рашидовска, 8 деление. Моја Стоничевска деление. Ви се радували душо да вака кога ќе се облечите во овие стари убави селски носи, кои што во мислеше ова вашите баби од времето ги везеле, ги спремале како за момите, така за невестите и за постарите, што се вика. Да сте ми здрави и живи.
Почитувани мои, не ми се напушташе селото Мислешево. Морав да се заминам, затоа што ме чека и другите села во Струшкава регија, и за нив да направам видеозапис со едно ветување дека повторно ќе дојдам во селото Мислешево, за да Господ на сите нам, за да живот и здравје да ни дава.